Добро вечер и благослов Божи се разбира, почитувани слушатели. Вие кои што ова вечер ја слушате емисијата Гласот на вистината. Навистина сакам да ве поздравам во името на Господа и да ви посакам благослов Божи и убава и благословена вечер. Почитувани слушатели, се разбира дека емисијата Гласот на вистината која што се емитува еднаш неделно, ја длабоко верувам и мојата молитва пред Бог е да донесе благослов врз вашиот живот, врз животите на вашите семејства, вашите деца, меѓутоа она што е многу битно и она што е многу важно, да донесе развиток во вашиот духовен живот. Всушност, како да растете во верата. Поточно, исто така да се запознаете со некои основни библиски вистини. Да видиме како се разбира Бог не предупредува. И видовме во многуте емисии како Бог преку Словото Господово, преку инспирацијата на Духот Свети, сепак не зборува и не предупредува. Тој систем на предупредување, Бог и човекот, можеме да го видиме низ целата Библија, како Бог разговара и како Бог ги предупредува, па дури ги кара и ги укорува, се разбира, оние кои што тој ги сака и ги љуби. Всушност, оние кои што му се покоруваат во дух и вистина, оние кои го љубаат, се разбира, Господа. Почитувани слушатели, зборуваме исклучително за многу битни и многу важни теми. Животни прашања, всушност за нашите животни прашања кои што можеби досега ги имаме поставено и изложено на маса, или се уште допрва можеби ќе ги поставиме овие прашања. Но не е само поентата да ги поставиме овие прашања, туку многу е битно и важно да направиме избор и да донесеме одлука врз тие, се разбира, прашања. Затоа што реков дека тие прашања се многу битни прашања. И затоа зборуваме за нашите животни прашања. Од каде сум, зошто сум на овој свет и каде ќе одам после смртта. Зборуваме за последното прашање. Зборуваме за прашањето кое што навистина сите ние си го поставуваме. Најчесто пати го поставуваме кога некој наш близок ќе почини, ќе одмине од овој свет. Сите ние длабоко внатре во нашето срце се запрашуваме до каде. Дали гробот е крај и тука е со нас се завршено со самата смрт или има нешто, се разбира, повеќе. Но ако ја читаме Библијата, ќе видиме и длабоко верувам дека Бог е оној кој со својата рака ќе може да ја тргни завесата и да дојдеме до тој посакуван одговор кој што сите ние, се разбира, го бараме. А одговорот лежи во Божи раци. Одговорот лежи во Бог. Одговорот лежи во Божиот збор. И затоа е убаво кога ние ќе го читаме, се разбира, Словото Господово. Можеби размислуваме дека сме толку многу млади, дека се уште животот е пред нас, дека многу нешта се пред нас. Но, почитувани слушатели, морам да ви кажам дека смртта не познава за граници, не познава време и години, полови, машки и женски и така натаму. Смртта доаѓа и покосува се. Но кога размислуваме колку таа е оддалечена од нас и дека е таа толку многу далеку, тогаш ние се заложуваме. Всушност, некој нас не залажува. Еве ќе прочитаме од првата книга Самуилова, 20 глава, 3 стих. Но ти се колнам во Господа и во твојата душа, дека само еден чекор има меѓу мене и смртта. Значи, има само еден чекор меѓу нас и смртта. А во минатите емисии зборувавме дека смртта е сегде присутна. Таа е секаде присутна. Не постојат исклучоци. Библијата јасно и гласно зборува дека смртта е сегде присутна. И она што е многу битно и она што е многу важно,
Кога ќе дојде смртта? Кога ќе настапи смртта? Тоа се најчесто поставените прашања кои што можеби сите нас едноставно не засегаат, но не е тоа вистинското прашање кое што би требало да не заплашува. Оно што е многу важно, оно што доктор Били Греам зборува во неговата книгата која се вика Мир со Бог, е прашање кој што го поставува, како што рекол Били Греам. Дали сме во мир со Бога или сме во војна со Бога? Затоа што после смртта ние треба да се сретниме со нашиот Креатор, се разбира со нашиот Создател, Господ Бог, кој сите нас не создал и кој сите нас, се разбира, не креирал. Почитувани слушатели, сакам да зборувам, како што кажав, за ова исклучителна, многу битна и многу, се разбира, важна тема. Од каде сум, зошто сум во светот и каде после смртта? Што е многу битно и многу важно? Да се презема одредени чекори. А тоа е ова. Застани, размисли, донеси одлука, а потоа и спаси се. Ако досега не си размислувал, сега е времето да застанеш и да размислуваш за твојот живот. Да ти помогнам. Библијата е книга која може да ти помогне при донесување одлука, која што ќе го води твојот живот во вечноста, се разбира, со Бог. Почитувани слушатели, исто така, сакам да ви кажам дека многу е важно да ја читате, се разбира, Библијата. Библијата таа е која може да ви открие, се разбира, како да ја спроведите вечноста која што Бог, се разбира, вија нуди. Еве ќе отвориме во Евангелието на Јован, 6 глава, и ќе видиме што Христос ни зборува. Евангелие на Јован, 6 глава, се разбира, 47 стих. И еве таму што ни е запишено. Еве што вели Господ Исус, кој бил пред 2000 години на оваа земја. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене ќе има живот вечен. Значи, вистина, вистина ви велам, кој верува во мене, се разбира, Исус вели, ќе има живот вечен. Но исто така Библијата не предупредува за вечно одвоеност од Бога, за цела вечност. Прашањето е, каде ќе ја спроведеш вечноста? Вечноста на твојот живот. Со Бога или надвор од Него? Одлуката е твоја, затоа застани, размисли, направи избор и донеси, се разбира, одлука за доброто твое и за доброто на твоето семејство. Каде ќе ја спроведеш вечноста? Видовме дека Матусал живееше 969 години, а потоа го напушти овој свет. Потоа видовме дека првиот човек кој Бог го твори, Адам и Ева, живееше поточно Адам 930 години и си замина од овој свет. Не заборавајте, почитувани слушатели, јас минатиот пат нагласив дека ние сме само поминувачи во овој свет и ништо повеќе. Ние сме гости и не заборавајте, никој ништо од нас не донел и никој ништо не може да однеси од овој свет. Затоа не би требало да се залажуваме и да вложуваме толку во овој свет, затоа што ништо не е вечно и ништо не е долготрајно, како што и самиот човек не е вечен, не е ни долготраен. Но прашањето е каде ќе ја спроведеш вечноста, со Бога во присуството Божјо или ќе бидеш надвор од присуството Господово. Се разбира, тоа е твоја одлука. Потоа, во Евангелието на Матеј ќе прочитаме 16 глава, 26 стих и ќе видиме, се разбира, што таму ни е запишано, што таму ни запишал евангелистот Матеј. Значи, Матеј 16 глава, 26 стих. И еве што ни зборува, се разбира, словото на нашиот Господ и Спасител.
Зошто каква полза е на човекот ако го придобие целиот свет, а на душата своја и на пакости? Едноставно, овде зборува Исус, меѓутоа Матеј, евангелистот Матеј ги запишал Божите зборови. Каква е користа да го добиеш целиот свет, а на својата душа и на пакостиш? Каква е ползата? Од што имаш корист ако ја изгубиш, се разбира, својата душа? Оно што е најбитно во човекот е точно душата. Исус вели: не плашете се некој што може да го убие телото, но не може да ја убие душата. Но повторно ќе кажам, каде ќе оди твојата и мојата душа? Не заборавај, одлуката е твоја и моја, или наша. Тоа што ќе си пошаеш, тој ќе си ожнеш. Но исто така, нашата одлука има своја цена, која што ќе треба сите ние заедно да ја платиме. Со ова реченица сакам оваа вечер да ве оставам, се разбира, а потоа да продолжиме наредната емисија, да видиме дека смртта не е крај. Сепак, оно што е многу битно, оно што Библијата не напоменува и ни зборува е всушност нашата душа, она која си ти. Ние видовме дека како Бог го креирал првиот човек Адам и дека Бог е тој кој му дувнал во ноздрите дух животен и човекот стана жива душа. Всушност тоа си ти. И душата никогаш не умира. Но каде ќе оди после смртта? Ако даде Господ наредната емисијата Гласот на вистината, малце ќе можеме да се позанимаваме и со оваа прашање и да видиме дека на вистина смртта не е крај. Затоа доколкогаш имајте убава и благословена вечер и се разбира Господ нека биде со сите вас. Пријатна вечер.